почитувани, значи умилената тема станува компарацијата некогаш и сега. Така да, когато ќе правиме компарација, треба да дефинираме за кој период правиме компарација. За кој период, точно колежка Соня, говорите? За периодот од 8 септември 1991 наваму или за периодот пред тоа? Значи, не, бидејќи ме повикавте, сакам да ви одговорам, али да знаат со кои аргументи треба да излезе. Од 8 септември до сега, ако се избројат владите и годините кои ќе бидат поминато, ДПМН е 14 години на власт, наспоред МСДСМ 10 години. Така да не може опозицијата да биде виновна за образованието и ситуацијата на образованието во кој што се наоѓа. Ако ги изброите буџетите кои што се потрошени за овие 14 години владење на ДПМН, тоа се над 25 милиарди евра буџетски пари. Буџетски пари како образование или како не како образование, како буџет кои што пари кои што поминале низ рацете на владите предводени од ДПМН. Затоа, ако ги споредиме парите кои што поминале низ рацете, ако денеска констатираме дека имаме 2 милиони евра дупка во образованието, ќе видите дека нешто не штима како што треба. Затоа, за кој период зборуваме? Затоа што јас се школував во период до 91 во друг систем и тоаш се школував во основното училиште Елвира Караманди и беше топло, имавме парно, беше чисто. Во тој период се изгради новото училиште, така го викаме новото училиште Климент Охридски, затоа што оттогаш не е изградено ниту едно училиште. Зборуваме за реновирани училиште или за реновирање на училиште. Немаме изградено ниту едно основно училиште. За кој период зборуваме? Еве сега Елвира Караманди ја разгледува. Сметката на Елвира Караманди училиштето во кој што јас имам учено е блокирана с 6 милиони денари. На водовод му поручи 27.000 евра, на комуналец 17.000 евра, на дискографа 7.000 евра. И тоа е период од 10 години владење на ДПМН на локално ниво. За тоа зборуваме. Значи, за 24 години самостојна Македонија, 14 години ДПМН на власт, 10 години е моменталната опозиција, предводена од СДСМ на власт. И сега вие зборувате дека сте наследиле нешто. Не. Вие сте допринесле и се уште допринесувате за ваквата ситуација, не само во образованието, туку на сите нивоа. Затоа ќе ме молам, овие математики, весели математики кои ги правите на секој излагање, дека порано беше вака, да ги имате во предвид реалните бројки кои ги зборувам. А тоа е дека овој совет во ваков или сличен состав е 10 години власт на локално ниво. Овој совет, ваков каков што е, 10 години носи одлуки. Првите луѓе од ДПМН кажуваат кој ќе биде и каде ќе биде врагот. И сега не можете вие да бегате од одговорноста за моменталната ситуација. Затоа е убаво да дефинираме за кој период за образованието сакате да зборуваме. Од 45 до 91 или од 91 навака, или ако сакате да зборуваме за 1903. Така да би сакал да ми кажете за кој период се одлучувате да говорите, за да направиме компарација, за да може да ги извадиме документите на маса. Благодарам.